Господине Чеботарев, дали се е подготвено за спроведување на процесот на гласање во општина Струмица како прв човек на општинската изборна комисија? Така, согласно планираната динамика, согласно насоките од Државната изборна комисија, општинската изборна комисија Струмица навреме ги спроведе сите подготвителни активности, така да еве денес веќе во пресред на предвремените избори за претеници во Собранието на Република Македонија, можам да кажам дека се е подготвено. Во моментот е фазата на доставување на доверливиот избирачки материјал до избирачките одбори овде во седиштето на општинската изборна комисија. Како прва активност денес беше одредување на еден избирачки одбор, тој избирачкиот одбор 1735, кој е одреден да го спроведе гласањето во казнено-поправниот дом во затворот во Струмица. Истовремено, со подигање на материјалите, со подигање на доверливиот материјал денес, избирачките одбори ги подигаат и материјалите за гласање на болните, немотните лица. Мислам дека некаде за половина час и таа активност ќе биде завршена и сите избирачки одбори веќе се упатуваат на терен за да се спроведе гласањето на болните. Според информациите со кои располагаме во општинската изборна комисија, засега се тече во нормален ред, не се пријавени посериозни забелешки, така да очекуваме дека така ќе биде текот на целиот ден. Денеска треба да гласаат болните и немокните лица и лицата кои што се во казнено-поправните домови и овде во Струмица. Дали е се организирано за спроведување на процесот на гласање? Согласно пријавите кои пристигнаа до општинската изборна комисија, кои беа одобрени од страна на општинската изборна комисија, на територијата на општина Струмица денес право на глас ќе има 398 лица кои се пријавени како болни или немотни лица. Истовремено во казнено-поправната установа во затворот Струмица се спроведува гласањето, меѓутоа тие бројки ги нема бидејќи станува зборба за ние бројките ги имаме, меѓутоа бидејќи се гласува повеќе изборни единици. Господине Чеботарев, колку граѓани со право на глас можат утре да го остварат своето право и на колку избирачки места овде во општина Струмица? На територијата на општина Струмица, согласно последниот извод од избирачкиот список, на вкупно 83 избирачки места запишени се 48.612 гласачи. Тоа е вкупна бројка. Нови на нови избори воведувањето и на така наречениот посебен список, така да по нашата евиденција на посебниот список се наоѓаат 5185 лица за кои се претпоставува дека живеат во странство, а не се пријавиле за гласање во конзуларно-дипломатските представништа, така да на списокот за гласање имаме 43.427 гласачи. Во меѓувреме лиферувавте соопштение за промена на одредени локации на избирачките места. Ќе може ли да не информирате за кои избирачки места и каде ќе гласат граѓаните? Веќе информацијата беше лиферувана по медиумите. Станува збор за технички промени од практични причини, значи дел од просториите кои досега се користеле за гласање не ги исполнуваат основните услови, така да направени се вкупно 7 промени на територијата на општина Струмица. Би ги прочитал заради подобро информирање на граѓаните, значи на избирачко место 1731/1, гласачите кои досега гласале на локацијата така наречена Стара Маларична болница, сега гласаат во Технолошкиот училишен центар Никола Карев во Струмица. Избирачко место 1735, поранешната локација била 4-та местна заедница, сега гласачите ќе своето право на глас ќе го остварат во основното училиште Сандо Масев. Избирачко место 1738, поранешна локација на гласање амбулантата на 4-та местна заедница, сега ќе гласат во канцеларијата на 4-та урбана заедница. 1742 избирачко место, досега гласале во јавната здравствена установа Завод за здравствена заштита, сега гласачите ќе имат право на глас во основното училиште Видео Подгорец. 1743 од поранешната локација медицински центар, гласачите сега ќе гласаат во средното земјоделско училиште Димитар Влахов. И 1745, поранешна локација 6-та местна заедница, гласачите ќе гласат исто така во земјоделското училиште Димитар Влахов од гласачките места на територијата на град Струмица. И една новина во населените места, а тоа е дека гласачите од село Орманли, избирачко место 1832, заради немање на основни услови на спроведување на изборите во поранешната локација основно училиште, сега ќе гласат во основното училиште во село Дорломос. Така. И за крај, господине Чеботарев, дали има некои новини во процесот на гласање од страна на граѓаните кога доаѓаат во избирачките места? Процедурата е иста, новина што повторно се праќа обележувањето со UV спреј и проверката со UV лампа, инаку останатите процедури се истите од претходните избори. Чеботарев, јас ви благодарам на ова интервју. Благодарам и вас.